Таман имаме време во наредните 10 минути со нашиот секогаш посакуван гостин доктор Трпе Стојановски да поразговараме за она за што е вашата експертиза, господин Стојановски, тоа е сепак, како да кажем, овие аспекти кои што се врзани со овој вид на кризи кои што сега се случуваат на големо во Европа, од бегалските до секакви други можни. Прво, добро утро во студио. Вие представувате нешто што се рекува Global Initiative, глобална иницијатива. Вие сте представник за Македонија и така натаму. Малку за организацијата, реченица две, за да го контекстуализираме разговорот. Да, глобалната иницијатива е по самиот назив упатува на тоа дека се занимава со глобални безбедносни аспекти. Ориентирана е кон поддршка на граѓанското општество, со тоа што секцијата на која што јас припаѓам е фокусирана на Западниот Балкан. Така што аспектите поврзани со безбедноста на Западниот Балкан се предмет на интерес на глобалната иницијатива од повеќе пристапи. Безбедносни од генерално, меѓутоа и конкретни аспекти поврзани со корупција, организиран криминал и така натаму. Предпоставам дека деновиве во последните 2-3 недели, како изби оваа голема европска криза воена, дека сте во интензивен контакт и предпоставам и се координирате. Ајде прво да почнеме со овие последици кои што можеби за Западниот Балкан ќе бидат најактуелни, ако подолгорочните, среднорочните ќе си останат како такви, а тоа се бегалците. Гледаме еден бран без преседан, да кажем, за европски услови, кога за само 2 недели практично на оние западни граници на Украина веќе се калкулира дека над меѓу 2 и 4 милиони луѓе ја поминуваат границата и додека разговараме тоа се случува. Оценките велат дека е тоа различна структура на луѓе отколку што беа оние претходни бранови кои што доаѓаа заради сириската криза, Авганистан и така натаму. Што точно, какви се вашите проценки? Што точно сега се случува и како е тоа на некаков начин врзано со Македонија и со регионот? Станува збор за настан кој што е незабележан во периодот од Втората светска војна до денес, за воена агресија и сите оние кои што се засегнати, а засегнати се буквално секое човечко суштество што се наоѓа на територијата на Украина, се обидува да замине од таму. Мажите мора да останат, што е соодветно на состојбата, додека сите останати, пред се жените, децата, болните, изнемоштени, оние на кои што им е потребна нега, заминуваат. Голем број од нив е заминат од територијата на Украина, меѓутоа, следејќи го, би рекол, темното сценарио по кое што се случуваат настаните во Украина, треба се очекува дека тој бран на бегалци ќе продолжи и понатаму. Иако сега официјалните бројки говорат за нешто повеќе од 3 милиони, реалната бројка секако е поголема од това, треба се очекува дека со ист интензитет и во наредните 30 на дена ќе има уште толкав број на луѓе кои што ќе бегаат од Украина за да се згрижат пред се самите себе. Имате долго искуство со овој вид на проблеми, вие додека работевте во Македонија и во Министерството за внатрешни работи и по другите ваши специјалности како професор и така натаму, се занимававте со бегалците. Кои се предизвиците на 5-6 милиони луѓе кои треба да поминат граница и да одат во други држави? Пред се во Полска, каде што очигледно е главниот, и Молдавија исто така, но кои се другите предизвици за целиот континент, дури би рекол? Предизвиците се бројни. Сценариото е различно од сите претходни сценарија на бегалци со кои што се соочувала Европа и некои од главните карактеристики се дека токму земјите кои што покажува опортуност во однос на прифаќање на бегалци во претходните бегалски бранови, сега се и географски на линија на соседство со Украина и покажуваат многу отворен пристап, што мора да се истакне дека е неопходен, потребен, очекуван во оваа ситуација и особено што гледаме дека бегалците од Украина најдуваат и на еден нетипичен бегалски прифат во овие земји, што упатува на тоа дека Европа може да најде во ургентни итни случаи и посоодветни решенија. Тоа пред се однесува со третманот, со прифаќањето на бегалците, меѓутоа и со условите кои што им се овозможуваат во период од 18 до 24 месеци од моментот на пристапување во овие земји, да ги имаат повеќе или помалу правата кои што ги имаат и резидентните жители.
Тоа е извонредно добро искуство, претпоставам дека дополнително ќе влијае на хуманизирање на административните процедури кои што ги има Европа и Европската комисија пред се и секако дека ќе поттикне на идни подобри практики кои што се потребни секогаш кога има ваков случај на голема масовност на бегалци кои што од воените дејствија се принудени да заминат. За разлика од претходните европски искуства, сега се тоа повеќето жени, како што велите, нешто постари лица, изнемоштени и така натаму и многу деца. Тоа сега треба да се интегрира по тие општества каде што се оди, бидејќи се тоа сепак во перспектива година до две, во најдобар случај би рекол, на некакво нивно интегрирање, доколку ова се, зашто сите се надеваме, не заврши многу скоро, па тие луѓе почне да се враќаат. Гледам дека во Полска постои огромно расположение за тоа, но тоа значи школски системи, здравствени системи, работа за луѓето, тоа се веќе не е само Полска, и другите европски земји и така натаму. Кои се оптоварувањата во вакви случаи, има ли сега директно Европската Унија, бидејќи тоа се главно се членки на Европската Унија, капацитет дури финансиски да се справи со овие предизвици? Моите размислувања се дека Европа ќе ги прифати сите бегалци кои што ќе се појават на границите на земјите од Европската Унија. И дека во однос на нивните потреби, секако дека зависи од бројот, од напливот на бегалци кои што доаѓаат во пред се земјите од источниот дел на Европската Унија. Тоа се Полска, Словачка, Романија, Украина. Меѓутоа, гледаме дека и земјите од условно кажано вториот круг исто така се отворени и прифаќаат повеќе десетици илјади бегалци. Тоа треба да се очекува дека ќе продолжи и понатаму. Дека овој број од повеќе милионски бегалци кои што доаѓаат на територија на земјите на Европската Унија е оптоварување, не е спорно. Меѓутоа, исто така Европската комисија, односно Европа, е доволно искусна и ќе изнајде начин за менаџирање на овие состојби. Меѓутоа, главниот проблем останува дека товарот или тежината или проблемите кои што ги имаат пред се на грбот на граѓаните на Украина. И тоа разделување на семејства со неизвестен исход, што ќе се случува понатаму. Потоа, заминувањето во непозната средина. Исто така отвара и многу други аспекти кои што се поврзани со личната безбедност на граѓаните и пошироко со нивните судбини. Тоа е цена која што ќе биде забележана, веќе и во овој момент е забележана во историјата на Европа, меѓутоа отвара многу други аспекти кои што се важни и кои што треба соодветно да се менаџираат. Ќе бидат долгорочни последиците. Трпе, има ли шанса за некаков бранд кон Македонија кратко? Македонија не е на линијата на земји кои што интензивно се таргетирани дека би биле дестинација на бегалците од Украина. Пред се тоа се однесува на семејствата кои што беа во мешани бракови. Веројатно ќе има и некои семејства, односно лица кои што биле во некоја бизнис релација со компании од Македонија. Меѓутоа, поединечни случаи. Поединечни би рекол повеќе символични отколку некои реални. Но многу е добро државата уште во раната фаза веќе имаше индиции и тргна да се подготвува за тоа. Секако дека има многу други аспекти кои што треба да се вежбаат за тој евентуален прифат на некој мал број на лица да биде исто така соодветен она што го гледаме во земјите на ЕУ. Ајде да тргнеме за она што се посериозни импликации. Шверц на оружје и можноста за илегални тргови кои што се врзани со потребите на Украина. Како е регионот и Македонија погоден од тоа? Регионот географски не е многу оддалечен од Украина и регионот е исто така прилично искусен во овој вид на криминални состојби од периодот по распадот на поранешна Југославија. Така што нелегалното оружје, кое што вообичаено жителите или граѓаните на Западниот Балкан или овој дел од Европа, историски го имаат, покажува дека по распадот на Југославија нелегалното оружје во прилично голем број се проценуваше и секако се уште е присутно во земјите од регионот. Во последните години илегалното оружје, кое што е познато како мало и лесно оружје, се повеќе предмет на организирани криминални групи, кои што тргуваат со цел да направат профит. И најчесто тој вид на криминал одеше споен, комбиниран
со уште некој друг опасен облик на криминал или со повеќе облици на криминал, каде што заеднички именител беше насилството. Она што денес се случува во Украина, кое што е надвор од сите цивилизацијски видувања или искуства, покажува дека таму се истура извонредно многу оружје. Мало и лесно, меѓутоа и потешко, поголемо оружје, кое што во моментот има одредена употребна вредност за да се едноставно украинските сили да се спротистават на агресијата со која што се соочуваат. Но искуствата покажуваат дека доаѓањето на неконтролирано присуство на оружје, тоа ќе обстојува во регионот повеќе десетици, веројатно и стотици години. Криминалните групи од регионот се искусни и колку е тоа неконтролирано, затоа прашувам. Можно е да се очекува во некое идно време движење на оружјето во обратен правец. Ако сега тоа оди кон Украина, во некој иден период тоа да се движи во обратен правец, а Балканот за жал секогаш е соодветен да консумира оружје. Следната тема е ова што е врзано со оружјето, тоа е волонтери, борци, професионалци, искусни, бивши, поранешни. Овдека произведовме новија во овој регион доволно луѓе, би рекол, заради тукашните проблеми, додуше тоа се сега веќе пред 20 на години проблеми, но луѓе кои можеби би виделе шанса за некакво свој ангажман воен и во Украина. Колку е тоа реална опасност? Ова е вториот аспект што го спомнавте, меѓутоа јас можам да наредам уште десетина други ризици кои што се сериозни во однос на воените действија и она што се случува во Украина, а може да има реперкусии кон регионот и пошироко кон Европа, и секако и во однос на другите земји кои што се во близина на Украина, се дел на Азија и така натаму. Значи, секоја војна за жал поттикнува и ги собира оние кои што живеат на линија мотивирани да учествуваат во војната. Некои ги викаат кучиња на војната, некои ги викаат учесници, поддржувачи на одредени воени структури и така натаму. Меѓутоа, станува збор за опасни состојби кои што во последните десетина години најчесто се предвидени и се санкционирани со националните законодавства пред се на земјите од Европа. Меѓутоа, тој феномен обстојува. И тоа се ризици кои што се реални. Секое вакво воено действие, кое што гледаме дека е без преседан, тоа по дефиниција ќе произведе и многу други последици кои што ќе бидат трајни за генерацијата или за луѓето кои што денес се присутни таму. Секако дека луѓето кои што ќе преживеат, учествуваат во воените судири, тие ќе бидат и ќе шират одредено влијание во средините каде што ќе бидат. Тоа се дополнителни проблеми. Меѓутоа, војната во Украина мора да ја перцепираме од аспект на повеќе слојна кризна состојба која што ќе рефлектира многу негативни состојби во повеќе области. Каква ви е проценката за Македонија? Оти за време на овие, да кажам, блискоисточни кризи и така натаму, тука знаеме дека отидоа негде околу 200 борци да се приклучат на разни организации, некои од нив терористички таму и така натаму, па тоа сега се мониторира, се контролира, некои од нив се врати и така натаму. За оваа криза која што е во тек, има ли Македонија одредени, да кажем, можеби веќе мониторирани групи кои што би пројавиле желба на една или на друга страна да отидат таму? Македонија не е податлива во смисла на регрутирање на борци кои што би отишле на фронтовите во Украина. Меѓутоа, некои други земји од регионот и во претходниот период беа регистрирани како земји од каде што во значаен број заминуваа борци кои што учествуваа и во досегашниот период во просторите на Донбас и околината, и секако во некои други воени жаришта во близина на Украина. Така што проценките се дека регионот е податлив, Македонија како држава не, меѓутоа исклучителни поединечни случаи не се исклучени во оваа ситуација, но она што е битно е дека враќањето на тие луѓе назад во регионот и нивното вклучување во криминалните групи кои што се регионално оперативни, кои што се занимаваат со лукративни бизниси, секако дека може да има рефлексии кои што ќе допираат и до македонското општество.
Трпе за крај, бидејќи немаме многу време. Што станува со перењето пари? Бидејќи гледаме дека е во тек една голема операција за блокирање на Русија, таа веќе економски, финансиски, така натаму дава или не дава резултати сеедно. Западниот Балкан, особено заради позицијата на Србија, која што се обидува да задржи некаква неутралност и да го гледам Вучиќ како внимателно ги формулира своите ставови, да не биде ни ваму, ни таму и така натаму, не се придружија во економските блокади. Што значи тоа за перење на поголеми суми на париот и на секоја војна тоа е следниот аспект кој што е природно сврзан со она што се случува како последица од вакви крупни војни операции. Светот денес сведочи за невидени механизми, финансиски, административни, кои што на прилично воедначен начин се ставаат во функција за да ја ограничат или ја оневозможат Русија во воените действија кои што ги прави. Од друга страна, Русија е една од најголемите земји која што има сериозни ресурси и секако дека тие мерки веројатно нема да може од денес до утре да произведат последици. Тие се чувствуваат, тие имаат ефект. Меѓутоа, силата или капацитетот на Русија веројатно по инерција ќе трае извесен период, додека овие мерки и механизми не ги дадат очекуваните резултати. Најдобро е ако се најде политичко решение и состојбата се стави под некоја контрола, бидејќи видовме дека резултат на оваа војна беа бројни состојби кои што до вчера не беа замисливи, меѓутоа денес ги имаме и се соочуваме сите. За 10 дена се смени светот. Да. Значи, ресурсите беа тие кои што излегоа од контрола. Мерките кои што се поставуваат, и вие со право идентификувавте дека одредени држави кои што имаат резерва во однос на воедначено спроведување на мерките или механизмите, се идентификувани како потенцијални географски површини, односно територии, каде што рускиот капитал, кој што запленет или ставен под контрола, ќе се обидува да излегува надвор од тие мерки или механизми. Тоа го гледаме деновиве со авионските линии, кои што се спроведуваат. Москва е поврзана во Европа со Белград и со Истанбул, со Турција пред се. Така што капиталот ќе се обиде по тие канали, исто така да си го бара чарето, во смисла да биде активен, бидејќи тоа се бизнисмени кои што имаат бројни релации, бројни контакти со Европа и пошироко со светот. Значи, дефинитивно, ќе се случува процес на заобиколување или избегнување на овие мерки, што е можеби логично да се претпостави, и дека тоа ќе се случува понатаму. Како дополнително ќе се остваруваат овие решенија, односно заобиколување на мерките или механизмите, ќе видиме многу од искуствата кои што беа присутни во овој дел на Европа од пред 10 и 15 години, веројатно ќе се јават во нови облици, софистицирани, имајќи го во вид напредокот на технологијата. Меѓутоа, дефинитивно дека сите земји, вклучително и Македонија, ќе бидат засегнати или заплискани од овие облици на нов облик, нов вид на криминал, и останува на тоа како институциите или воопшто општеството во целина ќе гради механизми, пред се контролни механизми со кои што ќе може да ги идентификува, да ги гони облиците на кршење на законот, а да едноставно возможи простор за да се преживее во овој период. Ќе траат тие мерки се чини подолго време, Белград ги нема капацитетите на Лондон за перење пари, бидејќи Лондон е сепак веројатно најголемата светски центар за перење на разноразни пари, тој самите британци постојано го анализираат па и го признаваат. Меѓутоа, де факто, ова е една шанса за Србија, сега, како да кажем, шанса можеби на работот, некаква морално-политичко, законско прифатлива реалност, но овој вид на кризи произведуваат и нови реалности кои што претходно ги немало, и илегалниот капитал бара начин да се движи, така што претпоставам дека и тоа е дел од приказната во која што Белград може да игра. Се согласувам со вас, меѓутоа тука не е коректно да го идентификуваме само Белград. Добро. Имаме и други центри во регионот и уште повеќе имајќи во предвид какви влади обстојуваат во регионот, подложни на корупција, дека пробушување или кршење на тие механизми може да се случат и во другите географски целини, не само на регионот, но и пошироко во Европа.
Добро, еве јас ќе кажам дека и Софија е еден од центрите каде што има силно руско влијание и во бизнис и во секаква друга смисла, што е добро документирано, но сега во вакви воредни ситуации ќе видиме кој како ќе се однесува. Трпе Стојански, благодарам за оваа, како да кажем, една джебна анализа, бидејќи ова се теми кои што предпоставам ви требаат многу часови да во детали се образложат. Да, ви благодарам за поканата.